Добар ден во емисијата Витраж со нашите содржини од областа на културата, уметноста и духовните вредности. Наша тема во емисијата ќе биде значењето на мозаичната мапа на градот Охрид и Лихнит. Автор на овој проект е Никола Упевче, академски сликар, конзерватор и реставратор. Ви благодарам што дојдовте од Охрид, специјално за емисијата Витраж. Благодарам на поканата и многу ми е драго да бидам ваш гостин и да пренесам дел од моите видувања и гледишта кои ме воде овие десеттина години во текот на изработката на ова мапа. Која беше главната идеја да се создаде оваа мапа на градот Охрид и Лихнит, како што стои во насловот? Уште од 2006 година замислував за тоа како би изгледало да се представи овој сложен град, кој под него крие друг град, кој се вика Лихнит. И кога шетате ни самиот град, наоѓате на остатоци од древниот Лихнит, испреплетени со средновековниот Охрид и куќите од денешниот Охрид. Така, тоа доживување кое го имав додека растев низ улиците на градот, сакав да го пренесам во едно дело, кое се надевам ќе го одбележи нашето време, а ќе зборува и за минатите времиња и позиции на мапата. Како што велат археолозите за Охрид, нема камче, нема цигла кај што не се свети Климентовото име, а исто така нема камче од кај што не извира некое богатство од културното наследство. И уште од подревни времиња, уште од времето на Кадмо, од формирањето на градот, за кој постојат легенди, и древниот Лихнидион, ствари во превод би дошло како божествена Лихне и Дион светлина. Значи, во слободен превод, било вдахновено место кое зрачело со својата енергија, инспирирало бројни луѓе да остават своји дела, без разлика дали се музички, ликовни, книжевни и други. Така. А каде планирате да се постави оваа мапа? Таа е веќе завршена, изработена? Сметам дека на влезот во стариот град, градот уште како конструкција, во него постојат 4 влезови. Еден од нив е долна порта, а и ден денешен се користи, а и во еден период од историјата се користел како карантин. Значи, тоа е влезот во болничките цркви. Пред да влезе некој во градот, значи, во моменталната ситуација е многу ликовно ја осликува. Мислам дека таа визура нуди многу убави погледи и од езерото, и уствари воведува во една приказна... И со самата позадина што ја има веќе кон стариот град. Во самата приказна која ве дочекува во самиот град, или доживувањата кои сте ги имале во целиот град, па можете да ги синтетизирате со поглед во ова дело. Од каков материјал е направена оваа мапа, значи мозаична мапа? Мапата е претежно работена од природни материјали кои ги наоѓа во околината на Охрид, главно. Меѓутоа, голем дел, затоа што е многу колоритна, се потрудив да набавам и донесов голем број на нијанси кои го отсликуваат езерото, а и го отсликуваат дел од градот. Тие се викаат смалти, се изработуваат во Венеција како традиционална техника на фамилијата на Ангело Орсони. Работилница која работи од уште 1888 година, а делот специфичен мозаик и камен кој го користам и лапис лазули, кој ми го донесоа пријатели едни од Авганистан, баш од колевката каде што се наоѓа. Тој е многу редок минерал и е бил многу скапоцен во минатите времиња, затоа што многу тешко се наоѓа плавата боја во природата. Конкретно каде ги ставивте овие материјали? Ова е најмногу во деловите кои се со вода, значи за да имаме еден голем валер синиот оној простор. Да, на таа плава боја која отсликува Охрид, таа сина боја.
Дали досега беше оваа мапа некаде представена? Вие често пати патувавте во текот на изминативе децении, можем да кажам. Да. Во Италија, во Швајцарија се бавевте со конзерваторска работа. Оваа мапа беше представена во 2017 година на 13-та конференција на Интернационалниот комитет за конзервација на мозаици одржан во Барселона со една постер презентација, визуелна презентација на мапата. А реално кога ја завршив мапата ја однесов во едно малечко градче, еден мал дворец кој се вика Назано, одма до близина на градот Рим, каде што мојот колега Александро Лугари, како куратор на едно големо интернационално надпреварување и еден голем интернационален собир на мозаичари, и јас учествував со моето дело и го представив, значи само што го завршив, го спакував, го ставив во мојата кола и стигнав во Рим, па таму повторно го составив. Како го прифати публиката овој проект, целиот оваа мапа? Со големо воодушевување и возбудување. И таа порака стигна на многу меридијани. Ево и денес добивам пофални зборови од многу мои колеги кои ја проширија веста за тоа дека постои такво нешто изработено во мозаик, и се надевам дека ги инспирира и ќе ги инспирира да направат и на своите места и да биде еден повод за тоа. Дали има изработувано оваков тип на мапи, мозаични, значи, во форма на мозаик? Да, една е од античкиот период, се вика Мадаба. Таа е една многу позната мапа која е изработена и меѓутоа е малце поабстрактна, во смисла тука се представени насловите и имињата само на местата и на локалитетите кои се наоѓаат околу Ерусалим и така. Во ваква реална и конкретна смисла, за мене беше провокација и повод, затоа што доволно ми е познат градот кој го гледаме моментално и од сателитите, меѓутоа и од дроновите и од другите фотографски моменти, така да сега преку оваа мапа може да се видат и некои невидливи работи. Например, под куќите се со златни камчиња се означени некои локалитети или некои места на интерес кои се интересни за посетителите. Например, некои цркви кои се неугледни, меѓутоа носат многу важна порака од своето време, затоа што и гробот на Исус Христос не бил толку сигурно угледен. Тоа била една малечка карпа која држала една драгоценност, една скъпоценност. Па има длабоко значење. Да. Ке ве прашам сега за Охрид. Оваа година се навршуваат 4 децении откако градот Охрид е впишан на листата на УНЕСКО. Меѓутоа, еве од лани по-конкретно започна многу ситуации околу неадекватното третирање на Охрид и неговата околина на културното наследство. Постои ли простор за загриженост сега во овој период? Секако дека постои, мора да бидеме загрижени и да внимаваме кои се нашите постапки, како се однесуваме спрема нашето културно наследство и природното наследство секако. Значи, Охрид е еден скапоцен диамант на нашата круна, на нашата држава. Така, вие често велите Охрид е град на отворено, музеј на отворено. Музеј на отворено. Тој атрибут мора да се негува, мора да се осмислува, затоа што сите тие раштркани локалитети околу езерото нудат единствена можност да ја збогатиме приказната и да ја доближиме ова непроценливо богатство како за нас, така и за светското наследство, затоа што не случајно Охрид е впишан меѓу 24 места кои имаат вакви карактеристики на единствена флора и фауна која живее хармонично во еден свет кој го обликувал човекот. И каде што се спојуваат земното и небесното. Да, вдахновувачки, секако. Така. Подготвувате изложба наскоро, сега во оваа ситуација на вонредна состојба. Изложбата ми беше планирана за крајот на јуни, меѓутоа се најде слободен термин и се надевам дека во оваа состојба ќе успееме да организираме.
се работи за изложба на која ќе се представам со дела кои се изработувани во последните 22 години, од кога се занимавам со изработка на мозаици. Дел од тие мозаици се во светот, значи некои не можам да ги донесам на изложбата, меѓутоа ќе ги репродуцирам во оригинална форма, мислам, испечатени. Некои се поставени на јавни места и така со една легенда ќе може да раскажат нивната приказна малце подетално, да се запознаат посетителите. Иначе исто планирам да еден дел од изложбата да биде и работилница на која би се изработувале помалечки фрагменти и за заинтересираните. Значи, од секаква возраст, можат и помлади и постари да учествуваат во изработката, например, на својот број од вратата или некој наслов. Така да, поблиско ќе успеам да ја доближам оваа техника која е многу возбудлива и интересна. За каде ја подготвувате? Каде ќе биде поставена? Изложбата ќе биде во долниот дел, во лапидариумот и во куќата на Робевци од музеот, од Националната установа за заштита на спомениците на културата. Да, значи еден мал дел од една стара, многу убава техника ќе се представи во срцето на градот. Ќе ве прашам и за вашите меѓународни представувања. Кажав на почетокот дека често пати вие патувавте, гостувавте во странски центри, конзерваторски, имавте и контакти со многу ваши колеги конзерватори. Да, повеќе наврати, во повеќе пати сум учествувал на повеќе меѓународни симпозиуми. Дури успеавме да направиме заедно да се здружиме повеќе конзерватори од целиот регион на југоисточна Европа и да направиме еден проект интернационален со цел да го зголемиме видливоста и како регион да не стапиме во потрага по финансии, во потрага по експертиза, помош околу набавка на одредени материјали и совет секако. И организиравме 3 средби на ова неформална група која се нарекува See Mosaics или Види ги мозаиците. И во Охрид. До сега се одржани уште 2 симпозиуми кои беа одржани во Пула, во Хрватска и минатата година во Зајачар во Србија. А инаку сум учествувал на повеќе меѓународни симпозиуми од оваа област, кои сум се представил со разни проблеми врзани околу конзервацијата и презентацијата на нашето наследство. Исто така сум соработувал со различни институти, например, најмногу со Хрватскиот завод за заштита на споменици на културата и успеавме да направиме интервенции и јас да обучам повеќе помлади колеги кои продолжуваат сега да документираат, да дават прва помош на тие се добива впечаток дека кај нас во Македонија и дефицитарен е кадарот конзерваторски. Малку и луѓе работат со оваа област. Има луѓе кои работат, меѓутоа сето тоа не сме да застане. Сето тоа треба да се подржи и сето тоа треба да се финансиски подпомага, затоа што сепак се работи за огромни површини. Македонија е богата со културно наследство, поготово Охрид, мислам, на едно место, само во стариот дел на градот имаме 12 ранохристијански базилики, што е реткост во светот. А околу самото езеро имаме 25. Замислите каков е тоа потенцијал и колку луѓе може да бидат вклучени во одржувањето и во осмислувањето и презентирањето на тие споменици. И за крајот јас повторно ќе се навратам на мапата. Дали веќе е разговарано за тоа каде ќе биде кога ќе биде таа поставена? Вие спомнавте некаде кај болничките цркви, значи кај Долна порта. Да, јас ви донесов неколку фотографии, што мислам дека ќе ги покажете, и добивам, мислам, голема поддршка од општината. Се надевам дека после завршувањето на ова епидемија која не снајде, се надевам дека ќе успееме и да го одбележиме овај значаен јубилеј, 40 години на запишувањето на Охрид во заштита на УНЕСКО. Ви благодарам. Благодарам и вас.